2009 година, кога ВМРО ДПМН е на власт, се менува Закон за ugostителска дејност, во кој што се намалуваат критериумите за минимално техничките услови на вакви објекти. Од аспект на безбедноста пропусти има во Министерство за внатрешни работи, заради тоа што ако вие имате план за една контрола на малолетници и тргување со опојни материи во таа дискотека за таа вечер, тоа подразбира дека знаете како институција дека таа дискотека функционира. И како успеа мафијата да се инфилтрира во МВР? Тука се поставува веќе прашањето и за безбедноста на самиот претседател на владата, од каде се тие документи и кој му ги дал тие документи за да може да бидат доставени на одредени криминални групи. Нема веќе здраво за готово партнерство со САД. И се влегува дури во некакви калкулации не само за локалните избори, туку и можноста за предизборни парламентарни избори. Покава е процентуалната точност на информациите што ни ги добиваме или ги бараме од ChatGPT, например. Најголем процент се доста релевантни, секогаш греши, како што и човекот греши, нормално и он учи. Кочани како општествено и политичко празнење и пораз на системот. Диалог по една голема трагедија која може да иницира и активна нова шанса за радикални промени. Во овој издание на Тренинг со го ќе биде екс-министерот за внатрешни работи, координатор на пратеничката група на СДСМ Оливер Спасовски. Господин Спасовски, зошто го суспендиравте парламентот и одлучивте и вие и власта неколку недели да молчите? Аргумент за тоа да биде да нема нови превирања во ситуација на вака голема трагедија. Кој од кого се бранеше? Најпрвин сакам уште еднаш да изразам искрено сочувство до семејствата на сите загинати во трагедијата во Кочани и на сите кои што се повредени, да посакаме што е можно побрзо опоравување. И тоа ова мора да биде порака да имаме опоравување на целиот овој систем. Така да во однос на собранието мора да кажам дека менаџирањето на институциите на системот во државата веќе не се во рацете на Социјалдемократскиот сојуз, па меѓу другото и собранието. Факт е дека на координација се донесе заклучок да не се одржуваат јавни седници, дали се тоа пленарни или седници на комисиите, додека собранието работеше. Пратеничките групи работеа, секој од своји аспекти за она за што сметаше дека треба да биде подготвена во овој период. Мислам дека на координацијата каков беше ставот на СДСМ? И што ја поддржавте идејата да молчи ставот беше едногласен да немаме јавни да немаме седници пленарни и седници на комисиите. Така да ниту имаше став некој да молчи, ниту имаше став да не работи собранието, така да менаџирањето, реков, сепак е во рацете на претседателот на собранието. И навистина сметам дека парламентот ќе мора да седне да работи не како до сега во сите овие изминати 9 месеци од како ВМРО ДПМН е на власт, туку интензивно да се работи со сериозни материјали кои што ќе бидат предложени од страна на владата. Сметам дека ова треба да биде едно големо отрезнување, голема мотивација, ако сакате, голем потик за сите општествени чинители, ако сакаме нешто радикално, драстично да промениме, а трагедијата во Кочани покажа дека треба да се променат многу нешта. Уште малку во однос на функционирањето на законодавниот дом. Замислете да имавме безбедносна криза или безбедносен ризик. Парламентот во застој. Што во тој случај? Ќе прогласуваме водневна состојба, може да се... Не, парламентот е во постојано заседание и тој може да се заседава во секој еден момент. За сите овие работи кои што вие ги насочувате, доколку имаме било каква неможност за состанувањето на парламентот, постојат уставни институти врз основа на кои што може да работи. Ќе вратам наназад 2020 година, кога имавме ковид криза и кога не можеше
од објективни причини да заседава собранието, не само заради кризата, туку и заради тоа што беше распуштено, прогласувањето на вонредна состојба овозможи да и тогаш се носат одлуки така како што е предвидено во Уставот. Така да собранието е во постојано заседание. Прва лидерска средба, тет-а-тет средба на премиерот и вашиот лидер на СДСМ Филипче. Сметате дека може да произлезе нов општествен договор и национално помирување или ќе продолжи националното или државното разнебитување? Јас сум убеден дека ова трагедија која што ни се случи во државата треба да не освести сите, и политичките субјекти, и политичарите, и секој еден кој што учествува во носењето на одлуките, па и сите граѓани. Мислам дека повеќе од јасно дека треба да се подигне прво нивото на политичкиот диалог, нивото на политичката култура и нивото на политичката демократизација на институциите. Само преку давање на еден нов пример ние можеме да покажеме дека навистина сакаме да го промениме системот. Знаете, оваа трагедија и тоа што се случи после неа беше постојано повик на сите во државата дека треба да се смени системот. Вистинското прашање е што е системот? Системот сме сите ние. И ако сме сите ние, тогаш треба да седнеме и да кажеме постојат прашања во државата кои што представуваат национален интерес за државата. А национален интерес за државата е да имаме функционален систем кој што ќе работи во интерес на граѓаните и ќе ги остварува очекувањата на граѓаните. И токму во тој правец треба да се постигнат тие договори, консензуси и така натаму помеѓу политичките елити, за да можеме соодветно тоа да го испарачаме. Да постојат низа на прашања идеолошки на кои што ние можеме да имаме различни мислења. Можеме да имаме различни погледи, можеме да имаме различни поставености во однос на тие прашања. Меѓутоа, овие важни стратешки прашања, национални интереси, национални прашања и така натаму не смеа да бидат детерминирани од политичките елити, од нивните погледи или теснопартиските интереси. И токму заради тоа мислам дека ако сега не покажеме дека треба да имаме национално единство, тоа не подразбира дека треба да имаме единство помеѓу двете политички партии, само помеѓу СДСМ и ВМРО. Туку треба да имаме единство помеѓу сите политички партии, да имаме единство помеѓу сите граѓани кои што живеат во Македонија без разлика на верската, етничката и национална припадност. Господин Спасовски, ако се навратиме во минатото, имало низа на одржани лидерски средби без некаков сериозен исчекор или епилог или бенефит и за државата и за граѓаните. Од каде сега би можело да произлезе некаков позитивен став дека Мицковски и Филипче би можеле да ги приближат позициите во однос на теми кои се од национален или стратешки интерес? Не, овде не е прашањето дали ќе успеат да ги приближат овие ставови сега. Јас немам во овој момент проценка или очекување како може да се развиваат сите овие прашања. Имало низа на лидерски средби, имало лидерски средби и во многу тешки моменти за државата, кога се носеле крупни, важни одлуки за еднината на оваа држава и тука на тие лидерски средби се покажало дека може да се изнајде заеднички консензус, да се издигнеме над ситуацијата, да покажеме дека Македонија ни е важна на сите. Ќе споменам независноста на Македонија, ќе споменам членството во Обединетите нации, ќе споменам нашите интеграции во Европската Унија, ќе споменам за жал 2001 година кога имавме воен конфликт во државата и така натаму, се носеле тогаш такви важни одлуки. Меѓутоа денеска, ако сакаме или ако сите заедно во еден глас пред граѓаните зборуваме дека треба
нешто да се промени, тогаш дајте прво ние да се промениме. И дајте да покажеме дека како политички опоненти можеме да седнеме и да разговараме и да понудиме решение за кои што заеднички ќе се застапуваме и во Македонското собрание и пред граѓаните. Доколку тоа не се успее, тогаш празни се приказните од било кого дека интересот на граѓаните е во прв план. Кога впечатокот и ставот е дека е нефункционален системот изминативе години, во систем во кој вие сте партиципирали и како гарнитура и како министер, се поставува прашањето кој се прогледувал низ прсти, кој се толерирал на еден случај поврзан со детонатор, франкфуртска мафија, кој се тоа прогледувал низ институциите да се дозволува да работат кабариња, дискотеки, без лиценци, под сомнителни околности. Самите рековте, системот имал низа на пропусти. Ако зборуваме за системот, зборуваме за сите нас. И апсолутно тука Зошто вие сте толерирале пропусти? Не може да се каже дека една политичка елита направила сериозни пропусти или едната може да биде иземена или амнестирана. Да, постојат години во кои што се направени многу поголеми пропусти, постојат години во кои што работите оделе во подобар правец, се правеле одредени напредоци, меѓутоа сето тоа не било доволно, заради тоа што и сега во конкретниот случај се покажува. Јас ќе говорам за имаме ситуација во која што последнава година имаме работење на таа дискотека без лиценца, а верувајте, такви сигурно има и уште повеќе кои што работеле без лиценца во овој временски период. Дали вие дека сте биле министер за внатрешни работи сте имале увид за работата на таа дискотека? И за таа дискотека и за други објекти, вие се сеќавате на таа оперативна акција која што беше безбеден град, па безбедно лето и така натаму. И тогаш се презима низа на мерки кои што значеа контрола од аспект на Министерството за внатрешни работи. Тоа не е надлежност на МВР во однос на лиценци, издавањето и така натаму, тоа е на некој друг, меѓутоа за јавниот ред и мир, за она што е потребно да го исполнуваат во однос на сообраќајните елаборати и така натаму, и такви контроли биле постојано правени. Меѓутоа, ние мораме сега да бидеме на висината на задачата и да се побара одговорноста сега, веднаш и за овој период. Оваа несреќа се случи на 16 март. И тука треба да се гледаат сите Каде ја лоцирате главната одговорност? И сите одговорности кои што ги имаме. Главната одговорност треба да ја даде една истрага која што нема да биде селективна, истрага која што ќе биде транспарентна, и главната одговорност мора да биде насочена кон утврдувањето на фактите, односно на каузалитетот, на каузалната поврзаност во однос на несреќата. И токму заради тоа мислам дека до сега барем, јас не сакам или не ги знам и до крај деталите во однос на истрагата, ниту сакам да шпекулирам, меѓутоа сосема е јасно дека ниту еден актуелен носител на позиција, на функција и така натаму до сега нема утврдена одговорност или нема барем повикано да се изјасни во однос на неговата одговорност, случувајќи го тука актуелниот градоначалник на Кочани. Така да, каде ги гледате најголемите пропусти? Сигурно дека од аспект на безбедноста пропусти има во Министерството за внатрешни работи, заради тоа што ако вие имате план за една контрола на малолетници и тргување со опојни материи во таа дискотека, за таа вечер, тоа подразбира дека знаете како институција дека таа дискотека функционира. Второ, многу важно прашање е зошто ако е контролата за малолетници, таа не започнува пред 12 часот, кога
и треба да се утврди дали постојат малолетници, туку започнува според кажувањата на официјалните лица 5 или 10 минути пред настанувањето на трагедијата. Се отвораат прашањата зошто ниту еден кој што бил задолжен во тој дел да ги прави проценките во делот на безбедноста, да се направи планот за проценка на ризик и така натаму, тоа не е направено. Се поставува прашањето зошто ако имало внатре полициски службеници не ја прекинале забавата, не се постапува по планот кој што го имале за контрола и така натаму, доколку таа забава била прекината, очигледно дека немало да се случи ова што се случи, така да постојат низа на прашања кои што се отворени во овој момент и јас навистина посакувам да ни става транспарентна истрага, до крај се утврди одговорноста на секој еден. Меѓутоа, сега и во овој момент. Не да бараме одговорности кај некои кои што работеле пред 10, 12, 5 години, така натаму, туку да бараме во моментот кога се случила несреќа. Господин Спасовски, како успеа мафијата да се инфилтрира во МВР, луѓе од обезбедувањето на премиерот Мицковски да бидат некаква спојна жичка со криминални банди? Пак, видете, ќе ве потсетам на неколку факти, што многу лесно ќе дадат одговори на ова прашање. Вие се сеќавате, веројатно, кога еден од обкружувањето на господин Мицковски или од обезбедувањето кој што беше претходно како лидер во опозицијата, се сеќавате на нападот на овластено службено лице, на полициски службеник при контрола на дрога во еден скопски објект, кога таквото постапување беше санкционирано, односно поведени сите постапки, на крај таквите постапки нема епилог, туку беше и ослободен од дисциплинска одговорност, сега според информациите дури напредува во службата. Кој им доставува информации? Ако имате еден таков случај кога е уште во опозиција, сега е многу подрастично ова прашање, затоа што ние имаме веќе обкружување или еден телохранител на актуелен председател на влада. Тука се поставува веќе прашањето и за безбедноста на самиот председател на владата, на безбедноста на целиот тој систем. Меѓутоа, клучното и најважното прашање не е само за тргување со тие документи, кој тоа директно го направил. Вистинското прашање е од каде се тие документи и кој му ги дал тие документи за да може да бидат доставени на одредени криминални групи, барем од тоа што се знае во момент. Така да, мислам дека мора тука жестоко да се работи во овој правец и нема да има и не смее да има толеранција. Кои би можело да бидат луѓето во МВР кои би оддавале информации, дали всушност луѓето кои се во шестата управа се заштитена мечки? Па не треба да дадам јас одговор на ова прашање. На ова прашање добро, најдолго сте биле министар за внатрешни работи. Мора да дадат одговор институциите и јавното обвинителство. И затоа јас го поставив само прашањето. Клучно кое треба да биде одговорено, а тоа е кој ги дал документите за да можат тие да бидат злоупотребени. Инаку никој не може да биде и не смее да биде заштитен во ниту еден момент. Факт е дека секогаш кога ВМРО ДПМН е на власт, луѓето во шестата управа, оние кои што се во непосредно обкружување на одредени функционери имали соодветна заштита. Пред да влезете во студиото, ја чув изјавата на Тошковски кај што вели во наше време сега веќе имаме 2 кривични пријави, додека во времето на СДСМ се забошоти случајот со модуларната болница, Дурмотурс, Бесатранс, никој не одговараше. Па тоа е апсолутно неточни факти
се изнесуваат заради тоа што за сите овие случаи кои што и вие ги споменавте, се водат или се завршени судски постапки. Така да имаме и осудени лица, некои правосилно, некои и во прв степен. Тоа самото по себе демантира било какви наводи дека никогаш не се воделе никакви постапки или никој не носел одговорност, а за една од случаите се води или се водеше истрагата и во соседна Бугарија, таму каде што се случило делото. Меѓутоа, сега тоа е помалку важно. Најважно е сега да се даде одговорот на прашањето за смртта на тие 59 млади животи во Кочани. И второто прашање, како и дали сме извлекле поука да се подобри системот, тој систем на кој што ние сите се повикуваме и за кој што јас сум длабоко убеден дека нема да се смени системот само со законски измени. Кој е главниот промотор на системската корупција во државата овие 3 децении? Кој ја толерираше? Очигледно дека системската корупција влече корени од многу порано, не само во независна и суверена Македонија. Кога зборуваме за таа системска корупција, ако сакате, и за било каква друга корупција, тука треба навистина не само флоскули дека секој од нас ќе се бори против корупција и така натаму, туку генерално да се воспоставува еден поинаков систем, а тука говорам и на системот на образование, што можеби сите ние го занемаруваме, меѓутоа нарушувањето на системот на образование доведува до сите овие нуспојави кои што не се случуваат заради тоа што градбата пред се на секоја личност се во образовните институции. Господин Спасовски, го познавате Дејан Јованов Деко? Не го познавам и никогаш нити сум имал потреба да го познавам, како и многу од тие други луѓе. Мислам дека таквите релации, врски кои што се воспоставуваат, тоа покажува дека ние не сакаме да имаме функционален систем. Што е важен, дали е Дејан, дали е Оливер или е Гораст, или ќе бидеме сите исти еднакви пред законот, или ќе имаме вакви случаи кои што ни се случуваат сега. Меѓутоа, клубот Пулс функционирал безпрекорно и во мандатот на градоначалници на СДСМ, на градоначалник на СДСМ, и во мандатот на градоначалник на ВМРО-ДПМН. Со години. Клубот Пулс функционирал. Прво, градоначалник... Што значи дека некој давал амин, тој да функционира така како што. Прво, за тоа има соодветни документи кои кажуваат се. Кога функционирал, како функционирал, кога бил со легални лиценци, кога не бил со легални лиценци. Да ги отвориме и сите такви видови на објекти и во Скопје, и во Куманово, и во Битола, и во Прилеп и така натаму. И тоа не е важно. Важно е, дајте да направиме систем кој што никогаш повеќе не може да дозволи да имаме таков клуб. Ако сега ме прашувате, еве ќе ви одговорам. 2009 година, кога ВМРО-ДПМН е на власт, се менува Закон за ugostителска дејност, во кој што се намалуваат критериумите за минимално техничките услови на вакви објекти. За да тоа не е до крај либерално, како што некој го посакувал, повторно во 2012 година уште се намалуваат тие критериуми и само собственикот на објектот под полна материјална и кривична одговорност може да гарантира дека тој објект ги исполнува условите. Господине Спасовски, на крајот, недела во која Доналд Трамп воведе високи царини за 60 земји, вклучувајќи и Македонија. Како тоа стратешкиот партнер најголем ни воведе солени царини од 33%.
Можеше ли ова да се превенира? Па многу соодветно би било да повикате некој од владата или премиерот Мицкоски и да даде одговор на сите овие прашања кои што и денеска и јас ги поставувам, веројатно и македонската јавност. Знаете, ова што ни се случуваше во изминатиот период, посетите на Америка, за кои што ние дури во собрание неколку пати рековме дека се безцелни, владата не убедуваше дека биле многу продуктивни и дека сега Македонија е веќе во периметарот на новата администрација на Трамп, дека имат исклучителни врски со високо позиционирани личности и така натаму, и дека тоа е само за доброто на Македонија. Јас верувам дека после ова што се случи на воведување на вакви царини, веројатно треба да му се заблагодариме на премиерот Мицкоски за тоа што беше во периметарот и толку блиску со Трамп, што веројатно не сме добиле 60 или 70% на царини, туку сме добиле некоја помала квота. Благодарам за гостувањето во Трилинг. Благодарам и на вас. Вреди нема идеолошки столб што ги поврзува сите овие политички партии. Единствено нешто што ги поврзува овие политички партии е пристапот до власта и пристапот до моќта.